Почитувани гледачи, добар ден. По патот на песната стигнавме до портите на славиот од Егејска Македонија. Марија Димкова ширум ги отвори за да ни прикажи да ни запее песна за душа. Инаку, таа сега има 82 години, а незината желба за живот и понатаму тлее. Останете со нас за да ја проследите приказната на Димкова. Баба Марија, велам, добар ден. Добар ден и добре дошли. Кажите ни, еве на самиот почеток, вие потекнувате од Егејска Македонија, поточно од местото Пожарско. Каков е патот за да се дојде до тука? Колку е трнлив? Веќе многу одамна е минато, ама само едно ќе кажам. 15 години од 45-та до 6-та година, кога купиме куќа у Битола, 15 години бевме, да не речам, чергарски живот. Тука оди не чине, оди таму не чине. Многу се измачиме тие 15 години. Кога купиме куќата у Битола, ние лично, веќе не беше куќа која знае каква, стара куќа, ама важно свое, на свое. А иначе многу е трнлив живот, многу тежок. Сега баш гледав една емисија русите и германците. Кажете ни врз основа на вашиот живот кој беше таму. Како беше животот во Пожарско? Прво таму да тргнеме. Во Пожарско јас не паметам. Бев само 3 години. Ние сме пребегали, татко ми пребегал многу рано. А фактички животот го живеевме овде. Не овде, него тие 15 години се селевме, јас не знам на колку места. Имам напишано у книгата, имам автобиографија напишано, и така да, тоа е подред напишано како сме били, што сме били, кај сме били. Мојот живот почнува да знам од 48 година. Тие години што сам била тука у Македонија пред да одиме во Војводина, многу сме се разболеле со брат ми од маларија. Тога имало таквие болести. Брат ми починал, после починало уште едно дете на мајка ми машко, сум останала уште јас. Така да, многу тежок живот, многу. Не може да се каже. Вие потекнувате од фамилија Стојанови или како точно е, Димкови? Јас сум во Димкови мажена. Иначе моите се јас сум од Николови. Иначе прекарот ни е Шкодреви. Имаме прекар Шкодреви. Нас во нашето село не познават како Шкодреви, а не како Николови. Колку од Пожарско ви е пренесена самата традиција и самиот соживот кога е бил некогаш таму, па е пренесено преку твоите родители до вас, па ден денеска да се слушне цела држава да дознае каков бил мелосто на тој фолклор таму? Искрено да ви кажам, јас живеев со баби, имав 2 баби, на мајка ми, на татко ми, они беа живи. А тетка, на мајка ми, сестра и војко ми, сите бевме на едно место во Битола. И тие, кога ќе се собереа навечер, обично се собираа, од тоа што сум слушала, а јас многу не памтам од животот. Иначе, сме трпеле и за леп. Јас лично сум плакала за леп. Што се сеќавате конкретно од тие собири што се ги правеле твоите предци за време на викенди или за слави? Многу убаво се сеќавам. Многу убаво се сеќавам од тие кога ќе се собереа навечер, секогаш беше носталгијата за враќање назад. Ако појдовме во Војводина, 48 година, таму се роди Риска, сестра ми. И се сеќавам, собрани една вечер и си прават муабет дека сакат да се врнат. Оти нас принудно не однесеа у Војводина, у Гаково. И вика, што не си бем поблиску до у Македонија, до границата, белки ќе се врнеме.
некој викаше или ќе се врнеме или ќе не утепа. И така некои неубави работи. Не можам ни да ги повторам, ни да ги кажам, ама многу има да мерак да се вратат назад. И кога рекоа дека ќе се вратиме назад, од Војводина у Македонија па да не врнат. Од ние 10 дена, тоа го памтам, патуваме со товарните вагони од Прилеп, од Сенокос до Гаково. Во еден вагон со слама. По 3-4 фамилии, тамо, што знам какви сме били, што било, не се сеќавам, само беше многу тешко. И патувањето беше тешко и кога остаснаме таму, јас веќе 6 годишно дете, сеќавам дека изгреваше сонцето. Ноќно време сме патувале, кога отворија вратата, сонцето изгрева, оти е толку рамно таа Војводина, како морето што е рамно. Ми се чинеше дека сонцето излегува од земјата. Секаде кај нас со Македонија има рит, таму немаше рит. Многу ни беше интересно за нас децата. Гледајте сонцето дека излева од земјата. Така да таму се преселувавме од една куќа во друга, прво ни дадоа на стара куќа, после па од друга куќа, ама таму ни помогнаа многу, ни дадоа куќи, имаше празни куќи, од маđарите, беа испудени маđарите, па нас не населија таму. Тие беа убави куќи градени, ни дадоа по 2 декара место да работиме, кој што сака да си работи, да си саде, да си копа. И беше, почна животот некако, оживеавме. А леп ни дава, ни носе од камион, едни големи плекови со леп, погачи, и ни го сечеа. На нас децата ни дава по 1/4. И на тие што не работат, а тие што работеа, имаа по пол кило леп. Сега јас одев за лебо да го земам. Јас чекаме сите леп кои ќе донесат камионо, трактор што го носеа, чекаме. Ама што значи 1/4 леп на едно гладно дете? Јас, кој ќе си го земе лебо до дома, ќе си го изедев. И често пати баба ми викаше, сега што ќе јадеш до вечер? А татко ми, Бог да опрости, и он, ајде ден, онај сега малечка расте, мајка му ќе месе, сега имаме чиничка, му мрузно брашно, мајка му ќе месе друг леп. Сакам да кажам, нема, колку сме биле гладни, да си го изедеш лебо по патот додека стасаш до дома. Што да кажам друго? Убаво беше таму. Ни дадоа прво на сите куќите со се намештај беа оставени. Ни дадоа шифонјери некои. Ни дадоа машини за шиење на сите, сингер машина. Дури сега имаме еден камен, мелнички камен за да си мелиме не брашно, туку вика они, како го вика тоа, инако се викаше, не знам како вика, правеа некоја каша. И камено уште стоја тука е, да спомен, кревет, и по еден кревет, а во сите куќи кај што бевме, имаше, многу убаво беа направени, имаше, како ги викат, камин. За огрев. Собите поврзани една со друга, од оваа страна се горе огино, ама и таа соба да се грее. Сваќате? Да. А вие кога се само селевте од, тоест настана самата војна во Пожарско, кога настана самата војна во Пожарско, кога бевте принудни да излезете од таму, дали излегувавте фамилиарно сите, татковци, дедовци, цело поколение, како беше?
ви кажав дека сум била многу мала, тоа е покажувањето. Татко ми и војко ми биле моментално грчка војска. На грците служиле војска. И пред да почне војната, ги пуштат нашите македонци дома на отсуство. Ама му викат, ќе се вратите по 3 месеци. И овие веќе насетиле дека ако се вратат назад, треба да се борат против македонците. Почнал да се шушка меѓу луѓето. Они ги ослободиле, да видат што ќе се случи и почнале да пуштат по некој шпион, да подкаже нешто, некој подкаже, некој не. Почнале да се фалат. Јас кога сум се родила, 42, татко ми идиле дома да го тражат. Доваѓат и грците, претрес прават, ама доваѓат и партизаните. Се ти, ако одиш со партизаните, грците ќе те утепат. Ако одиш со грците, па партизаните, па си против државата. И една ноќ мајка ми и татко ми спале у гробиштата. Нашата куќа била до гробиштата одма, до црквата. Се скриле у гробиштата, ме оставиле на баба ми и мене. Кога дошле, сакале баба ми да утепат. И она не ги знаела да по грчки да одговоре. Оставили ја некако, и мене ме оставили. А дека е мајка му на во дете? Нема мајка, нема. А татко ми и мајка ми у гробиштата спале. И така, многу тежок живот бил. Шо да кажам, и таму било сиромаштија, и таму гледале главите да ги спасат едноставно, да останат живи. Кое е значење за вас еве издавањето на вашата книга автобиографија? Кое е значење за вас? Моето значење вака ве кажам. Јас потекнувам сега по сета тоа Голгота. Ние станаме една многу голема фамилија. Броеме околу 90 души моментално. По мајка и татко. Јас како постара, мајка ми и татко ми многу убаво раскажува, ама тогаш бевме уште млади, некако не интересираше или шо беше работа. Откога починаа мајка ми и татко ми, а јас останаа у пензија на 50 години. Млада. И така ми дојде на идеја да напишам за животот од мојата фамилија, од ние 9 деца. Корените. Јас сакав да оставам еден спомен, да се знаат. Јас му викав на брат ми имаше завршено книжевност. Му викам, братче, многу и мал брат ми. Викам, ако сакаш додека памтам, мама и тато умреа, веќе нема кој да каже, баба, дедо, сите. Додека јас памтам, дај да напишем една книга. Не ме обрна внимание. Како да не ја напишам? Шо ќе пишуват? И така, ту му кажав на трајче, века, пишувај, син ми. Шо знаеш, напиши. И јас се почнав како што си знам. Јас сум си неука. Јас немав образование некако, јас сум до 4-то одделение само. Ама ме служеше памтењето и така решив да оставам еден аманет на таа моја, да речам, како се вика, голема фамилија, да оставам за идните генерации да знаат. Од јас сега знам, ама утре никој веќе нема да знае. Како сме поминале, што сме поминале. Па така, потруди се колку што можам да напишам. Врз основа еве на самата книга, покрај самите случаи од секојдневието кои што ги пренесле вашите родители, вие го пренесувате на еден начин и фолклорот, па и музиката. Да. Преку музиката и самата песна. Како песната знаеше да биде секојдневи на вашите родители и како дојде до желбата вие да ја пренесувате ден денеска? Покрај сета мака, Голгота,
песната секогаш се наоѓаше место за песната. Мислам дека преку песната некој пат луѓето се искажува и маката и задоволството. Оти кога имаше некој собир, некој празник ќе се соберат, тогаш немаше радио, немаше телевизија, ќе си разговарат меѓу себе што ќе разговарат и ќе си почнат да си пеат. Многу пееја. А мене многу ме интересираш. Јас многу сакав песни. Изгледа и претерано сакав. Така да пееше и татко ми, пееше и мајка ми, а имав и тетка на татко ми сестра. И она многу убаво пееше. Ама како ќе пеат, така сум ки песните запамнала што одадоша. И текстот и мелодијата. Како ве пронајдоа еве на времето преку Македонска радио телевизија и Фирфов, за да дојде до еден запис на истите, за да не се изгубат во некој заборав? Па, право речено, мене никој не ми обраќаше внимание јас кога пеев. Тука свиреја браќамо сите. На Стојан браќата свиреја, само тој не свиреше. И јас си пеев за своја душа. Ама се случи една емисија 83 година, дојде еден од... Не, почнав и јас нешто, многу беа популарни браќамо тогаш, и не поканија во едно друштво во Скопје. Македонија се викаше друштвото, начело беше Коло Рошев. И ги поканија деверите таму да свират. Првите егејски ора ги донесоа неговите браќи. И кога појдовме во Скопје, со друго друштво, се измешавме на така навака, сега тој Коло Рошев организира да има една емисија за Димковите браќи. Оти многу беа популарни. Знаете што значи 5 мина браќа, сите свират. И решија да направат една емисија. Тоа беше 83-та. Јас без да знам, доваѓате еден ден тука кај деверми и не знам зашто доваѓат. Не ми беше јасно. И едно дете дојде стрино, ела те викат. Кој ме вика? Гледам на комбе надвор, Македонска телевизија. Одам, добар ден, добар ден. Луѓето не ги познавам. Како е, што треба? Така и така, ние сме дојдени да снимаме една емисија, музичко стебло ќе се вика емисијата. Не е прва емисија, повеќе фамилии што се занимаваат со музика, ама еве и кај вас дојдоме. Само ни треба и песни. Ни кажаа дека пееш. Мама, вика, по кој ме слуша. Вика, ние ќе те слушаме, ајде, нема проблем. Со нив беше и Миле Брзанов. И вика, ај кажи една песна. И јас прво што ми текна, Мирка Гинова. Мирка Гинова е за партизанска песна. Ај кажи некоја љубовна песна. Јас кажам, Киријана вино продава. Пеа ми, ме слушат, нема грешка. Дај уште една, рече, по-ведра. А уште една, направиме 3 песни. Третата која беше песна? Третата песна беше да правиме село на момино чело. Таа ороводна песничка. И така да, у тоа што се договараа тогаш, како ќе биде, што ќе биде, требаше ние од тука, сите се браќамо, да одиме у Скопје. Ама они си измислиле, што ќе одиме ние у Скопје да ни плаќат на нас дневница, они си дојдоа, си одседнауа стибо. И тука ја направиме емисијата у Ново село, горе на Ридо се качуваме една песна, а повеќето се у Ново село. И да кажеме дека и од таму почнува препознавањето на вашиот глас.
Од каде започнува понатаму снимањето дополнително? Ви кажав дека Миле Брзанов, кога требаше да ги снимаме песните, ние бевме у населје, тука има една населје, ресторант имаше. Не бевме во никакво студио, во обичен ресторант. И јас кога ја запеав песната за Киријана вино продава, Миле почна да плака и ми вика: сега ми игди косата да ја искубам. Кај беше досега? Кај беше Марија? Кај сум била? Јас тука сум била. Ама немаше кој да ме слушне. Сега, од кога ги снимавме тие 3 песни, ми вика: Марија, сега за моја душа ќе ја испееш уште еднаш, Киријана вино продава. Посебно. И јас ја испеа уште еднаш. И така да после тоа оде веќе снимката оде, снимани сме у Ново село, снимани сме на Старо, снимани. Тоа само тако пуштена е песната и така натака. Важно, 84 година беше премиерата на таа емисија, а ние која гледавме емисијата, може да замислите што се случувало. И тука беше голема фамилија, кај брат на Стојан, он имаше само телевизор во боја. Сите седнавме, оти немаше место да сиде за телевизорот, кој каде седна и никој не зборува, само да се види што се случило. Емисията излезе многу убава. Многу, тогаш има многу видеа, отиде, не знам, у цел свет. Многу популарна емисија испадна. Така да, после тоа, слушам јас радио Скопје. Аудиција за народни песни, изворни, кој сака, од таа дата, у Скопје, не памтам која дата беше, како беше, стари изворни песни. Мене веќе никој не можеше да ме сопре, од јас таа желба ми беше многу голема. И решив да одам. Макар имав некои пречки, мали деца, куќа градевме, тутун садев, на работа почнав да одам. Ама решив да одам, па што сака нека биде. И одам, се спремам у Скопје, одам, влегувам у телевизија Скопје, ете ти го Мили Брзанов, пак речам Бог да го прости. Марија, шо тука? Викам, аудиција има за песни. Чекам да ме викнат. За тебе аудиција? Влегувај таму, ајде. Влегувај кој ти викам. И почнавме со тоа. Арно, имаше неколку, многу народ имаше, сакаа да снимат. И сега, ај ова, ај она, дојде ред и на мене. У вторник одам, снимам само да ми направат аранжман на песната, песните мои. У четврток ги снимаме. 2 пати оде во Скопје. И тоа ми беше многу тешко. И така, по сета мака, успев да ги снимам тие 50 песни. Можете ли да ни кажете евенако со дел од нив, да ги напоменеме? По име, како се викат песните? Најпрвата песна е Мирка Гинова. Киријана вино продава. После, како што ви кажав, ова што беше... не ми текнува. Многу песни са. Не ми текнуваат у моменто. Околу 50 песни. Тие са 3 песни, првите што се тука снимани, ќе правиме село на момино чело. После, повеќето беа песни, и јас мислев дека мене никој не ми кажа. Јас можела сам и други песни да снимам. Никој не ми рече дека кој ги сакаш. Него јас мислев тие што ги слушав од мајка ми, од татко ми, партизански некои таквија тешки подзаборавени. Тие песни. Какви се самите песни? Дали се љубовни, претежно од тој крај? Дали се претежно љубовни или се трудови? Какви песни се? Како да ви кажам?
Една баба имав, му викам, бабо, сите ги прашував за песни. Бабо, кажи ми една песна. И она ми вика, ами јас сега да пеам на стари години. Ами дедо ти е умрен. Шо ако е дедо ми умрен, ти ќе ми кажеш една песна. Јас барав нешто историско. И таа ми запеа една песна, сон сонувале 3 мили сестри. Сава, Варвара и Света Недела. Они му кажуват на нејно мило братче стар Свети Никола. Едно дрвиче 70 гранки. Највишната гранка сребрено кршче. Над кршче има змија љутица. 70 гранки, 70 вери. Сребрено кршче нашата вера. Змија љутица турчинке повела. Тоа ме трогна мене. Иако јас бев многу млада, таа песна ме трогна. Фактички таа многу стара песна и после овие што се музичарите рекоа дека мора да е од 6 век песна. Дали се сеќавате еве на мелодијата на истата ден денеска? И може ли да не почастите со една строфа од истата? Нема проблем. Немам глас само. Сон сонува леле 3 мили сестри, Сава и Варвара, Света Недела. Сава и Варвара, Света Недела. Они му кажуват на нејно мило братче, нејно мило братче, стар Свети Никола. Нејно мило братче, стар Свети Никола. Едно ми дрво леле 70 гранки, највишната гранка сребрено кршче. На кршче има змија љутица. 70 гранки леле, 70 вери. На сребрено кршче нашата вера. Сребрено кршче нашата вера. Колку браво, претежно. Најпрво ме трогна и мене, самата вера колку е значена за нас македонците. Шо мислите, од каде идејата и самите свети да се спомнат во самата песна, во дел од текстот? Јас мислам дека народот, оваа песна која е испеана, може да е некако најавување за турското робство. Турчинке повела. Пазите. Нашата вера сребрено крши над кршче има змија љутица. Ама змија љутица турчинке повела. Значи турското робство е предвидено. А кој го предвидел? Како е напишале песната? Како дошло до тоа? Не можам да кажам. Дали има некој кој што не опеа на се уште, а тлее се уште во вас и сакате, имате можност да ја представите? Да. Свекор ми, татко му на Стојан, пееше една песна. Вила се гора, вила развила, аман, вила се гора, вила развила, са едно дрво не ми развило, са едно дрво не ми развило. И по дрвото младо юначе, аман, и по дрвото младо юначе, љуто рането, младо юначе, љуто рането. На дрво има сива орлица, аман, на дрво има сива орлица. И на јунакот вели говори,
и на юнакот вели говори. Умри си, умри, младо юначе, аман, аман, умри си, умри, младо юначе, да ти изпијам црните очи. Да ти изпијам црните очи. Макни се, макни, црна орлице, аман, аман, макни се, макни, црна орлице, ке земам пушка, ке те застрелам, ке си оставиш пилци сираци, ке си оставиш пилци сираци, аман, аман, ке си оставиш пилци сираци, как моите деца што останаја, как моите деца што останаја. Колку се значени вие песни за вас и ден денеска што ги пеете? Колку ден денеска знаат да допрат ке вас? Многу, многу, многу. Не можам да кажам колку. Тоа се верува во самото гледање по вашата појава, но колку денеска сте присуствувале еве во Ејхиска Македонија и на некој собор, дали сте имале чест да отпеете некоја песна, да се повратите и да се подсетите сите кои што сте там? Ние со дедо Стојан бевме членови на Егејското здружение, така да бевме поврзани со цела Македонија. И многу патувавме. Кај што одеа сите, прва светска средба за егејците, па втора, па трета и така натака, секаде патувавме, секаде имам пејано низ Егејска Македонија. А најмногу интересно беше во Негош. Грци прво тука организира нашите македонци, децата бегалци, што пребегале и што се врнале назад. Си организираа средби. А после имаше и грци деца бегалци. И се спријателиле со овие што беа заедно по домовите и во Негош организират една таква средба. Која година беше, не памтам. Се најдовме и ние таму, а веќе касетата беше излезена, првата касета. Се најдовме и ние таму тоа здружение. И у Негош во еден парк ќе пее Марија, ќе пее, нема да пее, грци многу. Полиција колку сакаш. Да пеам, да не пеам, и оде тај што беше главниот, знаеше грчки, да преговара, да пееш, да не пееш, се од македонско. Некако одлучија да пеам. Земаа ми го цедето, касетото. Кога дојде редот да запеам, се качувам на бината, автоматски нема песна. А јас, без многу да се мислам, они да ја пушта требаше песната и да оде како ред. А јас си застанав, снагата ми трепереше, оти сите ме гледаа, у очите ме гледаа, сите тие старите. Имаше многу стари луѓе тогаш тај народ. И си ја викнав без музика. Тоа слика немам да го кажам, кога плачеа пред мене луѓето. Со која песна еве се представи? Мирка Гинова. За Мирка Гинова. Мирка Гинова е партизанска песна и се уште имаше живи борци и затоа не можам да ви кажам каква беше атмосферата. Имаше ли многубројни кои што ве следеа целото време и дали ви дозволија целата песна еве да ја представите? Цела песна и почна некои да префрлат по грчки. Оваа песна треба да биде по грчки да се пее. По грчки. Оти песната е за Мирка Гинова од партизаните е напишана, кој е напишал не знам, ама важно ваа е грчка песна. И така,
Не да до јавноста, што беше, што не беше. Втор пат одиме у Лерин. Разбрале дека сум таму, у Лерин. И у хотелу гледаме телевизија, јас грчки не разбирам, пуштам. Нешто врти ме таму. И нешто Марија Димкова ќе пее, ма како, не, како и рече, или како и вика, како не вика нас бе? Не бугари, туку ендопска песна, ендопска. Марија Димкова, ама не ми дадоа да пеа. У Лерин. И забранија. А онака, в друштво сме си пеале колку сакаш. После сум пеала у кафана, и јавно, ама тај пат што беше у Негош, тоа нешто не се заборава никогаш. Не можам да кажам. Една средба имаше, прва средба у Македонија, у Сарај, у Скопје, организира. Тогаш бев многу млада и пак не поканија ме да пеа. Седеа надвор на пластични столови сите. Како што седеа народно, јас ја запеа Мирка Гинова. Едни по едни сите станаа просто, аплаудира и плачеа луѓето. И тој момент не можеме да го забравам. Тоа ретко може да се случи на пејач, да доживеа таква публика, таква атмосфера. Меѓутоа, зборуваме еве и за самоук пеач, кој што не е музички образован. Не сум, да. Дарба. Како ги запомнавте еве сите тие мелости од егејскиот фолклор и традиција? Ви кажам дека и сега мислам дека се уште можам некоја дарба од Бога. Многу ме интересираше, една другарка доаѓа од Зрновци, другаркички, и таа колку мене. Се сретнуваме во Штип. Јас право 9 години. Кажи ми песна. И она ми кажува песна. Може да замислите, јас 9 годишно дете, питам, кажи ми песна. Сега дете нема некој дете што го интересира за таква работа. Јас сум имала надприродна дарба за тоа. А имате ли сега наследници еве на некого да пренесете таа мелост, тој вокал претежно да знаат да го интерпретираат и денеска, па и да се пренесува така како и книгата, автобиографија, така и песната да има мелост? Јас мислам дека и покрај што сме голема фамилија, има доста што имат глас. Ние бевме 8 сестри, сите пеевме. Него напред никој не одеше да го воде орото. Јас бев таа. Ако имаше некоја свадба, ако бидат на свадба, сестрите со мене сите ќе пеат. Ама ако се без мене, не знаат песна да кажат. А јас мислам дека ова нема кој да го наследе. Жал ми е. Како што гледам, младите не ги интересира. Еве, внуките знаат, имат убав глас. И од ќерката и од синот. Многу убаво пеат. Ама не знам, не верувам. А имам од сестрите. Ние сме повеќе сестри, ама и од нив не верувам дека некој ќе сака такви песни да пее. Што ви препорачале еве за крај, кажете ни, од аспект на целата ова историја и книга и напоменавме и пеење, што би препорачале на целиот македонски народ врз основа на македонската народна песна? Македонската народна песна е македонскиот пекул. Така би го нарекла јас. Ние, македонците, имаме за секоја пригода песна, за секоја болка, за секоја радост, за се и за се што. Една пољакиња дојде од Полска, тука етност да магистрира во Скопје. Ме најде мене по некоја случајност и однесов 3 пати во нашето село, во Пожарско. И по патот таа цело време знаеше малку македонски и само така и реков еднаш: Мирела,
Ако сакаш Македонија да ја запознаеш, треба да ги знаеш изворните песни. Не овие сега што ги пеат. Изворните песни ќе ја познаеш Македонија која. И она тогаш се расплака. И вика, тетка Марија, тоа што го барам јас, она идеше да виде жените што останале у селата после војната, како поминале, и тие што пребегале. Ама, кога отидоме, ние уште се плашеа. Уште се плашеа, не ќе да кажат ништо. А јас кој го речева, за да запознаеш Македонија, треба да му ја знаеш историјата на сите песни. Тука е историјата наша. Луѓето на некој начин, најдоволен начин да се искажат, да маката, да се растоварат. Што го доведува фактот дека еве ние помладите па и следни генерации треба да ја почитуваме и традицијата и фолклорот, но и историјата и да знаеме кои сме и од каде потекнуваме патем. Вие тоа го напоменавте во една изјава на вашата автобиографија. Јас кога 24 вести беше телевизијата таму, кога имав промоција на книгата, кога ме праша што е поводот за книгата, сакам на моето семејство, моето многу член семејство, да им кажам да не забрават од каде им се корените, да знаат. А знам дека сите не се интересират. Ќе има и што ќе се интересират, што ќе се интересират. Ама за мене беше целта да им кажам да знаат, оти многу луѓе не знаат од кај се родени и кои се фамилиите не си ги знаат. Јас во автобиографијата имам запишано пред 200 години си ги памтам роднините. Баба Марија, Господја Марија, јас ви благодарам што еве одвоивте дел од вашето скапоцено време во текот на вашата старост, да ни одвоете малку за вашиот соживот и живот кој што бил некогаш и се надевам дека во следните години ќе имаме прилика за повеќе пати да снимаме за нови репортажи. Фала ви. Амин. Да сте ми здрави и живи. Господ здрави да ви даде. Фала многу. Кај што ми